најави за денешните настани. Охрид подготвен за новогодишниот празничен викенд. Зголемувањето на субвенцијата за комунални трошоци ќе почека на подобрување на финансиската состојба на општината. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот доби нов ВД директор. Охрид со последни подготовки за Вадниковата поворка. Запленети 4100 пиротехнички средства во Струшко. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес во утринските часови имавме појава на магла и ниска облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во сабота под влијание на 3 одделни центри на поле на низок воздушен притисок, кои што ќе се наоѓаат над Велика Британија, Северна Европа и Скандинавија, во крајните западни, северозападни и северни предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со засилен ветер. На југ од Скандинавија и во североисточна Европа се очекуваат врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Локално во централните и јужните предели со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 9 до 14 степени. Во Македонија во сабота во утринските часови појава на магла и ниска облачност по котлините кои што ќе се задржат во поголем дел од денот. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат во интервал од -4 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 14 степени. Во Охрид во утринските часови појава на магла и ниска облачност. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во недела и понеделник во утринските часови појава на магла и ниска облачност. Во текот на денот умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во вторник умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид подготвен овој празничен викенд да ги дочека бројните туристи кои новата 2024 година ќе ја дочекаат на брегот на Охридското езеро. Од вечерва па се до вторник, градот ќе биде преполн со домашни и гости од соседните земји. Охрид подготвен за новогодишниот празничен викенд. Главниот туристички центар ќе биде преполн со туристи. Хотелите се потполно резервирани, а најбројни ќе бидат гостите од регионот – Србија, Бугарија, Албанија и Црна Гора. Најбарани се тродневните аранжмани со свечена вечера и вклучен дочек на новата година. За новогодишните празници се очекува исто така да поголемиот дел на хотелите бидат добро исполнети со оглед на тоа дека неколку хотели се реновираат во овој период и не работат за гости, но тоа се многу мал број, така да останатиот дел се веќе добро исполнети и продажбата се бара едно место повеќе, баш во тие места каде што се преполни. Баш таму се бара, најверојатно и понудата на самата забава е малце поинаква. Странски гости имаме, повеќе се наши повратници, некои што се враќаат повеќе пати во државата. Имаме гости исто и од Холандија и од Норвешка, но тоа се многу мал број, значи незначаен во целата бројка. Но интересот е голем и кај домашните туристи оваа година. Значи, од други градови бараат 2-3 дена да избегаат. Охрид од година во година ја подобрува понудата. Хотелите и угостителите ги следат светските трендови, се модернизираат, а според Хотам цените се конкурентни и повторно наевтини во регионот. И хотелите во моментов може да се пофалат со нови спа центри, значи веќе повеќе од 50% од хотелите имаат спа центри кои функционираат и работат. Ценовната политика се одржува према барањето, нели, знаеме дека влегуваме во ниска сезона. Ниската сезона ни почнува баш овој период, јануар, февруар и можда 2 недели од март би рекол. За тој период се добиваат, секако се добиваат и поевтини аранжмани, ако се разбара по сите хотели, сите понуди, се добиваат и многу поевтини аранжмани. И тоа е нормално за таков период од годината. Со католички Божик започна зимската сезона на брегот на Охридското езеро. Прогнозите се дека солидна исполнетост ќе има и за Божик, православна нова година, па се до Богојавление Водици. Мерките на општината за субвенционирање на трошоците за комунални услуги ќе продолжат и следната година.
Опозицијата од градскиот совет бара износот на финансиска помош за покривање на сметките да се димензионира според растот на цените на услугите од јавните предпријатија. Од локалната велат нема доволно средства во буџетот. Подобро со помал износ да се опфатат што повеќе граѓани во социјален ризик, чиј број од година во година расте. Општина Охрид ќе продолжи да ги поддржува граѓаните кои се изложени на социјални ризици во облик на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги со средства од буџетот. Вкупниот износ на субвенцијата изнесува по 700 денари месечно за секој корисник, за покривање на трошоците за потрошена вода до 320 денари, за спроведување на отпад до 150 денари, за одведување на отпадни атмосферски води до 150 денари и за гробарина до 83 денари. Со оглед на зголемувањето на цените на услугите од јавните предпријатија, советничката од СДСМ и коалицијата Живка Ангеловска втора година поред бара да се зголеми износот на субвенцијата. Не е во ред да ги има истиот надоместок како кога цените беа пониски. И доколку сака локалната самоуправа нели да се покажи како самоуправа која што има искрени чувства спрема оваа категорија на граѓани, тогаш поднаитно треба да се преработи самата програма и процентуално да се утврди колку ќе изнесува надоместокот. Не може после покачување на цените на сите услуги во јавните предпријатија надоместокот да остане ист и да изнесува 703 денари за сите комунални услуги. Дајте, ево на првата наредна седница во јануари да се искоригира и да биде праведна оваа одлука и да биде нели да консолидира, односно да го прати трендот со цените на услугите. Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита многу одговорно и совесно пристапува кон граѓаните во социјален ризик и ние би биле најсреќни кога вакви мерки воопшто не би биле потребни, но економската состојба во државата е таква што бројот на оние на кои им е потребна помош се зголемува, вели раководителот на секторот Димитар Спасески. Се двоумиме помеѓу дискрепанцата што да направиме. Дали да обезбедиме повеќе пари за определена категорија или да продолжиме финансирањето досега со поотворени критериуми кон повеќе групи на граѓани да овозможиме помош со помалку. Јас ве уверувам дека средствата кои што се предвидени во одлуката се сосема доволно за категориите на граѓани кои што ги покриваме, кои што ги субвенционираме, затоа што и нивната потрошувачка прецена вода за пиење, која што е најголем издаток е и помала. Спасески додаде дека зголемувањето на субвенцијата ќе почека по поволна финансиска состојба на општината со раздолжувањето, кога ќе може да се предвидат по буџетот повеќе средства за оваа намена. Охрид со последни подготовки за дочекот на Христовото раѓање. За големиот настан да биде во полн сјај на градскиот плоштад е поставена Божикната пештера. Градот доби најубав украс, радост за сите, вели координаторката на настанот Летка Филипова. Генералната проба за бадниковата поворка во Охрид ќе се одржи на 30 декември во 13 часот во спортската сала на училиштето Христо Узунов. Организаторите очекуваат годинава во поворката да учествуваат околу 1000 дечиња, бидејќи покрај пријавените како што поминува поворката низ охридските улици постојано се приклучуваат нови дечиња. Оваа година новина е тоа што песната Вечниот Бог ќе се пее и на знаковен јазик, информира Филипова. Традиционалната бадникова поворка со носење на пештерата, која го символизира Христовото раѓање, ќе се одржи на 6 јануари. Минималната синдикална кошничка за декември изнесува 56.522 денари. Семејство со две минимални плати може да покрие околу 70% од основните трошоци на минималната синдикална кошничка. Минималната синдикална кошничка за декември изнесува 56.522 денари, соопшти вчера на пресконференција Сојузот на синдикати на Македонија.
толку средства месечно му се потребни за најосновните потреби на 4-члено семејство, доколку имаат свој дом, стан од околу 60 метри квадратни. Ако живеат под кирија, тогаш трошоците се повисоки, за 21.324 денари. Односно, износот на кошничката изнесува 71.972 денари. Семејство со две минимални плати може да покрие околу 70% од основните трошоци во минималната синдикална кошничка. Гледано по ставки, најмногу тежи храната и пијалоците – 20.700 денари или 36,7%, а потоа се режиските трошоци со 10,4% или речиси вкупно половина од кошничката. 8,6% од сумата отпаѓа на транспорт, 8,5% за облека и обувки, 7,5% за рекреација и култура, додека за ресторани и хотели трошокот изнесува 6,6%. Нешто под 4,4% од трошоците отпаѓаат на комуникација, 3% за хигиена, 2% за здравје и 1,7% за останати стоки и услуги. Пресметките за декември се направени според новата методологија за утврдување на минималната синдикална кошница, што ја презентираше Сојузот на синдикатите на Македонија. Новата минимална синдикална кошничка има нови 4 ставки и таа ќе биде основа за пресметка на минималната плата во март следната година. Владата назначи нов директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Јасмина Лескаровска е назначена за вршител на должност директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Лескаровска долги години работи во агенцијата, на директорската функција доаѓа од секторот за проекти, поддршка на туризмот и административно-правни работи. Владата на Република Северна Македонија на владина седница одржана на 26 декември го разреши Љупчо Јаневски од должноста директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот поради истек на мандатот за кој е именуван и ја именуваше Јасмина Лескаровска за вршител на должноста директор на агенцијата, информира од владата, пренесе порталот 360 степени. Љупчо Јаневски вчера преку социјалната мрежа Facebook соопшти дека поднесол оставка од функцијата директор на агенцијата, а во интервју за МИА кажа дека оставката ја поднел од лични причини. Лидерката на Домпак, Маја Морачанин, изјави дека владата го разрешила нејзиниот сопартиец Јаневски по барање на партијата Дом. Љупчо Јаневски стапи на функцијата директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во февруари 2018 година. Запленети 4100 пиротехнички средства во Струшко. Приведен 19-годишник од Струга, кај кого бил пронајден пиштол. Следува полицискиот билтен. На 28 декември 2023 година во 16 часот во Струшкото село Подгорци, полициски службеници од ОВР Струга ја лишиле од слобода Г и 56 годишна од истото село. При претрес во низиниот дом, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени 4100 парчиња разновидни пиротехнички средства. По целосно документирање на настанот, против неа ќе биде поднесена соодветна пријава. На 28 декември 2023 година во 21 часот и 15 минути на улицата Партизанска во Струга, полициски службеници од Оделението за недозволена трговија со дрога и оружје при ОВР Струга го лишиле од слобода лицето ЕВ 19 годишен од Струга, затоа што кај него бил пронајден и одземен пиштол Екол калибар 9 мм. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Еколошки скандал во Шведска најголем во последните 50 години. Според шведските медиуми, 11 лица од компанијата за управување со отпад Think Pink се обвинети за серија кривични дела. Компанијата, која е позната по својот заштитен знак розови вреки за ѓубре, обвинета е дека незаконски закупувала и фрлала десетици илјади тони отпад на 21 локација во 15 општини ширум Шведска, што довело до пожари, протекување токсични материи и милиони трошоци за
деночните обврзници. Истрагата утврдила штетно ниво на арсен, диоксин, олово, цинк, бакар и нафтени деривати, а пред 3 години делови од Стокхолм беа обвиени со чад предизвикан од пожар на напуштена депонија, управувана токму од оваа компанија. Во центарот на случајот е успешна предприемачка, поранешна порноглумица, која себе си се круниса како кралица на ѓубрето. Сите обвинети го негираат делото. Монструозен бран однесол 20 луѓе на плажата Вентура во Калифорнија. 8 лица се пренесени во локалните болници, пренесува Daily Mail. Водата со себе носела и автомобили, а луѓето бегале во паника за да се спасат. Олуите на морето предизвикале големи бранови што довело до поплави и затварање на патиштата долж калифорниското крајбрежје. Противпожарната служба на округот објавила снимка на несекојдневниот инцидент и нагласила дека плажите моментално се затворени за посетители. Медиумите наведуваат дека во наредните денови се очекуваат бранови во висина и до 6 метри. Кај дивите животни во Северна Америка се шири фатална болест на хронична исцрпеност од типот на кравио лудило што може да се пренесе и на другите животни. Болеста се нарекува и болест на елени зомби, предизвикана од приони, абнормални преносливи патогени агенси. Прионите предизвикуваат промени во мозокот и нервниот систем на болното животно, кое се лигави, станува летаргично, изнемоштено, се тетерави и има празен поглед. Откривањето на болеста во Йелоустон представува важен јавик за повик за будење затоа што болеста има огромни еколошки импликации, вели доктор Томас Ров, ветеринар и поранешен шеф на Американската федерална агенција за животни, риби и див свет. Штом околината е заразена, патогенот е исклучително тешко да се искорени, може да обстојува со години во нечистотија или на површини, а научниците велат дека е отпорен на средства за дезинфекција, формалдехид, радиација и согорување на 600 степени Целзиусови. Елен и лос можат да заразат добиток, други цицачи, птици, па дури и луѓе. Според Геолошкиот институт на САД, болеста сега е присутна во 32 американски држави и 3 канадски провинции. 18-годишник во Франција запалил 25 автомобили во една ноќ. Тој е уапсен под сомнение дека ноќта помеѓу 26 и 27 декември запалил вкупно 25 автомобили во градот Туар под сомнение за сторено кривично дело нанесување штета предизвикана од пожар, изјавил судијата. Според француската телевизија БФМ, доколку биде прогласен за виновен, тој се соочува со казна затвор во време траење до 10 години. Почитувани гледачи, ова беше последното издание на Дневникот на ТВМ за оваа година. Имајте убави новогодишни празници и се гледаме во новата 2024 година. Среќни празници!